Другари и другарчиња, здраво од мене, здраво од новата епизода на Децата зборуваат. Веќе знаете каде се наоѓаме во прекрасниот свет на Тимота и знаете со што се освежуваме. Со прекрасните сокчиња на Витаго, односно Соко Горица. Пред да започнеме, би ве замолиле да не поддржите нас и нашите другарчиња со еден лайк, со еден сабскрајб и да видиме што имаме ново да ви покажеме во оваа епизода. Во очите на секое дете се крие свет со чуда, се кријат магични светови. А какви се магичните светови на нашите другарчиња Ведрана и Јаков, ќе дознаете во продолжение. Денешната дружба, најпрво имаме нашата прекрасна принцеза Ведрана. Морам да ви открием нешто, нашето второ другарче, ќе го запознаете подоцна. Викаме кој ќе седне прв, тој толку беше голем џентлмен што рече бидејќи јас сум момче, сум многу голем џентлмен, ќе ја пуштам Ведрана пред мене. Ведрана, колку годинки имаш да ми кажеш? 7. 7 годинки. И како се чувствуваш, кажи ми? Наспано? Одморена? Да. Доручкуваше со бајле? Да. Да. И кажи ми кој ти е најубав ден од неделата? Четвртак. Зошто баш четвртак? Зашто тоа сум на курс по англиски, а и во четвртак дадов прв кош во живот. Како се случи тоа? Игравте во училиште кошарка? Да. И? Така, Јана малце ме поднаучи како да се наместам и да. Како се даваат кошеви? Може не покажеш со рацете? Па со крстнување. И сега, а имаш ли некој умилен спорт? Или Да. од кошарката ти стана, од кого го даде Не кошарка? кошарка, Кој ти е умилен? одбојка. Одбојка ти е. Значи ти ептен си спортски настроена, сакаш кошарка, сакаш одбојка, значи нема спорт што не можеш. А си играла тенис на пример? Да. Да. А си играла фудбал? Не. Не. А си играла, кажи ми друг спорт некој? Рагби. Не. Не знам што. Не знае. Не знаеш. Тоа го нема кај нас, ама може после да ти покажам како се игра. А друг спорт, кажи ми некој друг спорт што ти се допаѓа? Ракомет сум пробала. И ракомет си пробала, ама одбојка дефинитивно ти е најзабавен спорт, најинтересен. Одбојка најчесто играш со другарките од училиште? Да. Да? И кои ти се најдобри другарки? Ева, Аника, Никита и Јана. Ма вие големо друштво сте. Да. Што си играте? Како се дружите? Што најмногу си правите Па заедно? само одбојка играме најчесто. Најчесто одбојка играте. И како се делите кој ќе биде во кој тим или со друг тим некој? Најчесто цело време капитени се Аника и Ева, зашто они се најстари. И секој си одбира од Ева и Аника кој во свој тим и Ама вие значи толку добри другарки сте што си се мешате, си правите комбинации. Еднашка ние ќе бидеме со овој тим, еднашка вие со овој тим. А ти со кого сакаш најмногу да играш? Имаш ли некоја најдобра другарка? Која ти е најдобра? Никита. Никита? И што е толку посебна Никита од другите за ти најмногу со сите да се дружиш? Зашто цело време смислувам нови игри, кога на мене ќе ми се здосади, ми вика, ајде да играме, на пример, одбојка и трчаме до училница да ја земеме топката за одбојка. Да земе, имате во училницата топка посебна за одбојка? Да. Одлично. А како е во училиште? Убаво. Кој предмет ти е најомилен? Англиски. Англиски, знаеш многу во англиски? Малце. Ама имаш желба да научиш, Да. тоа е најбитно. А имаш ли некој предмет што ти е тешак? Не. Не, сите ти се лесни. Па волку убава женска и паметна, не може нешто да е тешко, така? Да. Се да е лесно. А кога не сме во училиште, кога имаш слободно време, што најмногу сакаш да правиш? Да читам книга. Имаш ли нека омилена книга за читање? Да. Која? Ајде вака на нашите другарчиња да им дадеш предлог за која книга да ја прочитаат. Сега малце е женска. Ама добро за женските другарчиња, па после нашето друго другарче што е момче ќе ни каже за момчињата, која женска книга најмногу би им ја препорачала на другарките. Па на мене ми е умилена Софија и Цуница Академија за еднорози. Таа некој се еднорозе? Да. Дали постојат еднорозе? Не. Сигурна си? Па мислам дека постојат, ама не сум сигурна. Ај ќе распрашаме, дали во зоолошка може ли да има? Не. А на конче, бело конче, ако му ставиме рокче, Да. ќе биде еднорог? Значи не може да се направиме некои еднорози така да не личат. Да. Така, браво срце. Може ли да те прашам сега нешто? Да. Дали знаеш кој е празникот каде што се фарбаат јајца? Великден. Великден. И дали знаеш дека Великден доаѓа сега скоро?
Да. Така? А кажи ми, во какви бои се фарбаат јајцата? Најчесто се фарбаат во црвени, А со што ги фарбаме? со бои. Со бои. А да те прашам уште едно прашање. Дали, вака, да размислиме, кое јајце е поголемо, оно од кокошките или оно од великденското јајце? Кој ќе биде поголемо? Па и двете ќе бидат исти. Зошто? Па зашто сите јајца се од кокошка. Значи, тебе не можеме да те направиме збунка, ти си толку умна и паметна, така? Сега ќе те прашам еден поим, ќе ти кажам, односно едно зборче, да ми кажеш ти што значи според тебе. Може? Што според тебе значи тоа љубов, дали знаеш што е? Да. Што е љубов? Еве, например, кога двајцата се сакаат и не попуштаат да се разделат. Не попушта да се... А пробува некој да ги раздели? Па да, ако некој се сака со другиот, да, пробува. И зошто некој би пробувал да го раздели тој со другиот? Зашто тој што пробувал да го раздели, го сака другиот. Да, така Да. некој комбинации така се прават. Да. А кажи ми, дали ти имаш некој така што ти се допаѓа, некоја Не. симпатија? Немаш симпатија? Не. Никогаш си немала? Не. А ти кој најмногу сакаш од сите? Како мислиш? Епа, не мора да е симпатија, може да е некој од твоето другарче, другарка. Па како другарка би ја сакала Никита. А од дома кој најмногу го сакаш? Себе. Себе, сите. Така? Да. Браво, срце. Ајде сега следното прашање ќе биде дали знаеш или односно 100% знаеш да ми кажеш што е според тебе досада? Да. Што е досада според тебе? Епа, кога не знаеш што да правиш и ништо не може да ти текне, и тоа е досада. Тоа тебе често ти е досадно или не? Или стално се наоѓаш нека занимација? Често ми е досадно. А што прави за да си ја надминеш досадата? Па не знам, наоѓам да пишувам во тетрадка. Или да вежбам таблици. Браво, одлично. А кажи ми, кога ти е досадно и кога пишуваш во тетрадка, пишуваш некој тајни во тетрадката? Не, само Си текстови. црташ? Сакаш да кажеш дека почнуваш поезија да пишуваш, убави текстови, песни? Не, обични текстови си пишувам. Знаеш ли дека така ако пишуваш обични текстови, пишуваш, може некогаш да ги собереш на едно место и да објавиш книга нека. Па како ти што кажуваш сега дека ти се допаѓа некоја книга, другарчињето утре ден да викат леле има една книга од Ветрана, колку убава таа, најмногу сакаме да ја читаме. Само ти женска или машка книга ќе пишуваш? Или комбинација? Комбинација. Така е најдобро. И уште нешто те прашам, дали знаеш што е тоа пензија? Пензија? Да. Епа, пензија е сите баби и дедовци се во пензија. Тоа значи дека кога на бабите и дедовците ќе им заврши работата и тоа значи А пензија. кога завршува работата? Знаеш? Еве, например, на кај 78 години. Одлично. А кој им кажува дека им завршува работата или они така ќе се одлучат сами, не работиме денеска? Епа, самите кога веќе се постари и не можат повеќе да работат и Така. им завршува работа. И што прават тие луѓе што се во пензија, односно бабите и дедовците? Епа, ако ги боли кичмата, одат на бања, не знам. А може ли ние вака сега да идеме во пензија? Еве јас да си идам во пензија, да си речем што да правам, ајде идам во пензија. Или морам да чекам да 70 и колку Мораш рече? до 78. А уживанци е во пензија, мислам дека. Тебе како ти се чини? Па не знам. Ти би сакала да бидеш поше во пензија или во школа ти да Во си? школа. Ја мислам дека е побаво во школа, така? Да. И сега, дали знаеш што се тоа поговорки, кажи ми? Да. Да, што се, ајде ти да ни кажеш дефиниција? Епа, поговорки се напишан текст и позади него поговорка од текстот што ни испраќа. Порака убава. Да. Јас сега ќе ти кажам 3 поговорки, ти да ми кажеш како ти би ги разбрала. Ако некоја не ти текнува, ќе идеме на следна. Може? Да. Дали знаеш што би значило малце школска поговорка? Без мака нема наука. Епа, без да се мачиш нема наука. Ако цело време се мачиш, нема да учиш. Ако цело време се мачиш за да научиш, ќе има наука. Значи треба да се трудиме да научиме Да. кога ни е тешко нешто. Да. Одлично сватено. Дали знаеш што значи тоа кога двајца се карат, третиот Ова е користи? Ајде да го слушнеме најлесното. Епа, има 3 сестри по име Лана, Дана и Хана.
Дана и Лана се караат, еве например за некое топче. И Хана доаѓа и вели кога двајцата се караат, третиот користи и топчето е и со топчето си игра Хана. Значи они ќе се скараат, а Да. топче ќе си отиде Кај Хана. кај Хана. Одлично. И уште нешто, кој пее зло не мисли. Ова е нешто со песна. Епа ако пееш воопшто не можеш да имаш зло. Немаш зло мисли да имаш, Да. неубави мисли? Да. Дали ти имаш нека омилена песна? Не. А дали си подпевнуваш вака? Па не. Не. Случајно, ама музика сакаш многу да слушаш. Така? Следен пат кога ќе дојдеш ќе научиш нека песна и ќе не испееш. Може? Да. Кажи ми како ти се допадна? Убаво. Ќе дојдеш пак? Да. Ќе ни кажеш, а да не сакаш уште нешто да ни кажеш интересно? Не. А да не сакаш да ме прашаш мене нешто? Да. Ајде да ме прашаш. Сакаш да се смениме со местото да ме прашаш или од место? Од мес. Ајде да ме прашаш. Епа што значи тогаш добрина со добрина се враќа? Што значи добрина со добрина се враќа? Тоа значи дека секогаш треба да правиме добро, без разлика од другата страна дали некој ќе ни каже, некој другарчиња некоја се случува да ни кажат нешто што нас не ни се допаѓа или што сметаме дека не е убаво, ама ние ако му направиме добро и ќе видиш дека послам ќе ти се врати со добрина, така да колку повеќе добри работи правиш, толку повеќе ќе имаш добро за тебе. Затоа треба секогаш да се трудиме без разлика каква е ситуацијата, ние да направиме добро за некој и за некој кој што го познаваме и за некој што не го познаваме. Така? Да. Ти кој е најдоброто нешто што си го направила во последно време, што нака ќе си Да речеш? попуштам цело. Ти благодарам, Ведрана, така да те чекаме и друг пат, со песна се договоривме, така? Да. И друг пат ќе си спрашаме и таблица. Може? Да. Фала ти многу. Знам дека сите од самиот старт го очекувавте да видите кој е тој джентлмен што и даде на Ведрана да биде пред неза, а тој джентлмен се вика Јаков. Јаков. Колку годинки имаш, Јаков? 7,5. Исто како Ведрана? Да. И кој деление си? Второ. Второ. Што ти е најубаво во второ деление да ми кажеш? Најубаво ми е на одморите да се дружам со моите најдобри другари. Кои ти се најдобрите другари? Давид, Кирил и Маркијан. Што најмногу сакате да се правите за одморите? Обично да играме заедно, да цртаме и да си разговараме нешто. Зашто најмногу си разговарате, ќе ни кажеш? Да. Или тајни се тоа нека? Не е ништо заедно. Обично си збориме за дома, за сестрите, за браќата што играме, што правиме. Сите, значи вие тројца другари сте имате и тројцата имате браќа или сестриче, Да. така? Што најмногу си прават браќата и сестрите, кажи ми? Си играте многу? Да. Што смирува караници меѓу Да. вас двајца, а дали некој од вас прв се извинува кога ќе се скарате? Обично највеќе сестра. Што ти вика? Доаѓа да те гушне да те баци или само ти вика извини? Не знае да ми рече извини, ама ништо не ми вика. Како знаеш дека ти се извинува тогаш? Што ќе престане веќе тоа да ме тепа. Или да се А кажи ми, покрај тоа што знаете некогаш да се подкарате, ама сите сестри братчиња знаат да се подкарат, Да, тоа да. сигурна сум. Која ви е најубавата игра што или најубавата активност што ја правите заедно? Обично да се бркаме. Да се брканици играте? Да. А кријанка играте? Не. Не? Ама сестра ми највеќе сака така. Да се крие? Да. Каде има некое тајно место што се сокрила што не си успел да ја најдеш? Не. Не? Секаде сум ја нашла. Каде највеќе се крие дада? Во спалната кај плакара. Да, и мисли дека не ја гледаш? Да. А ти одма ја наоѓаш или така правиш малце да ја направиш мерак дека не ја наоѓаш, дека не ја така гледаш? и правам. Така и правиш и она цела среќна се издава, се смее или не? Се смее. А ќе ни дозволиш ли да запознаеме после? Да. Дали сакаш нешто да ни кажеш, да прашаме, демек ние сакаме, уствари од тебе да биде прашањето. Па не. Што сакаш да ја прашаме вака дада? Колку години има и како се вика. Друго, некој покомплицирано прашање? И како се вика желката што ја имаме дома. Имате желка дома? Да. Ајде да ми кажеш нешто за желката. Се вика Леонардо, бебе и
нај и кафезот има како скалички за качување нагоре. И како може? Излезе од вода. И има скалички за надоле. Да се симни. Имате бебе желка, значи од каде вие, кој ви ја купи? Мама. Ви изненади многу, знаевте? Не, туку одевме заедно во продавница. Значи вие плански сте отишле да од кај ти текна од сите животни на светот баш желче да купите? Па зашто не прави како прашина. Не, да. Чистичко е, во водичка се седи исто како рипчиња. Да. Ти имаш рипчиња, мене Ведрана претходно во разговорот ми кажа дека има, тоест има желка, извини, а Ведрана ми кажа дека има рипчиња. Вие може да ги споите, да ги дружите, како вие што се дружите и оние да се дружат. Да. Така, може да направите таква комбинација. Може. Ајде вака сега да те прашам. Ќе те прашам дали знаеш за кој празник се бојадисуваат, односно се фарбаат јајца. За Великден. И кажи ми со што се фарбаат тие великденските јајца? Со бој. Со какви бои? Со црвена. Најчесто со црвена боја. А и тебе ќе те прашам, дали знаеш кој јајце е поголемо, она што е на кокошката или великденското јајце? Па исто, зашто кокошката раѓа исти јајца во иста големина. Во иста големина, значи вас не можам да ви направам никаква финта да не речам, значи све си знаете вие. Така покрај математика македонски све друго знаете. Ајде вака сега. Ќе те прашам неколку поими, ти да ми кажеш како ти ги разбираш. Можам? Кажи ми што е тоа љубов според тебе? Љубов е според мене како што децата ги сакаат мајките, се сакаат многу и тоа. Кој друг се сака освен мајките многу? Сестрите? Да. Кажи, сестрите ги сакаме и кога се закачкаат со нас, така? Да. Секогаш се сакаат, Мажот и жената. Мажот и жена. Чекај, мајката и таткото како маж и жена или Не, жената и таткото највика се сака. мајката и таткото? Да. Ама кој маж и жена? Симпатиите. Да. Да? Тоа ме интересира. Кажи ми, дали ти имаш сега симпатија? Да. Ќе ни го откриеш името или сакаш во тајност да остане? Да остане во тајност. Добро, ќе остане во тајност. Првата буква само? А, добро. Значи твојата симпатија почва името на А, не го кажувам името. Понатаму, колку време ти е симпатија? 1 година. Зошто баш таа? 2 години. Па тоа многу време ти е. Значи од прво деление? Да. Така, тоа беше љубов на прв поглед кога виде ти се допадна или? Кажи ми што најмногу ти се допадна вака, како се случи тебе да ти се допадне таа? Па обично од кога почнам многу да се прави важна, ја почнам да не да се правам важна. Од почеток се правеше важна или после почна? Од почеток и потоа ја почнав да се правам важна. Како се правеше важна, ме интересира? Обично кога имаме на физичко, она губи, а ја не губам. Да се правам многу важен, дека како не губам. И како е тоа да се правиш важна, нешто ја игнорираш, ја поминуваш, нешто и кажуваш? Ја поминувам. Да, а она што прави во тој момент? Вика Јаков. Не. Не, што прави? Па обично се збори со другарките, а некојаш ние се зборим. Зашто најчесто се зборите? За дома. Кажи ми, она знае ли дека ти е симпатија? Да, си кажал? Не, другите издаваат. И она така се засрамува кога ќе кажат или не? Па мислам да. Да, а она тебе симпатија, она тебе те допаѓа, симпатија си ти не знам, не сум ја прашал. Не ти кажуваат другарките нејзине? Не ја издаваат? Мислам не издаваат. Ај се вака ние да дојдеме до заклучок. Дали те гледа вака тајно некогаш кога седиш? Да. Тоа е еден знак дека она 100% си симпатија. Друго нешто, дали знае некојаш и да те закачне? Да. И тоа е уште еден знак. Следен знак, дали знае да ти земе нешто? Да. Да го сокрие тебе? Да. Да знаеш дека ти си симпатија, само не ќе ти каже. Да знаеш. И кажи ми што ти се допаѓа кај нејза? Па ми се допаѓа
Например, обично кога, например, се збориме нешто. Што Кога она на мене ми се придружува. во зборењето? Да. Да, сака да се дружи она, значи со Да. тебе. Па ја мислам дека ти треба да ја кажеш на нејзе дека ти се допаѓа отворено. Не кажам. Зошто да Ке не се кажеш? посрамоти. Кој ти, она ќе се посрамоти или ти? Значи, она и јас. И двајцата? Па ти не мора пред сите да ја кажеш. Ако Она знае да издава. малце издавачка симпатија имаш. Да. А си размислувала ли дека можеш писмо да ја напишеш? Тајно писмо. Не, Не? ке издаде. Ама она нема да знае дека од тебе, само ќе знае дека некој е симпатичен, вака ќе се врти на сите страни да види кој е симпатија. Ако би напишал писмо, што би напишал во писмото? Драга, Што би пишал во писмото? Па, Еве замисли, јас го пишувам сега и да го пратим. Драга, дека така на аз почнува. Јас сакам да ти кажам дека те сакам. пак тоа такви работи се покажуваат погласно. И дека сакам дека да ти кажам дека Не си симпатија. мисли и да не се срамиш повеќе. И со големи букви да не се правиш многу фашна. Ете така. Пратам друго нешто. Дали знаеш што е тоа досада? Да. Што е досада, мача? Например, кога нешто ми е досадно и не знам, например, што да правам. Често знае да ти е досадно или не? Си Да, наоѓаш знае. занимација. Знаеме си наоѓам со нема. Која занимација вака си? Обично на телефон или да читам некоја книга. Да истражувам. Ние дознавме на женска книга, што ја препорачавме на нашите другарчиња да прочитаат. Ке ни кажеш една машка книга? Ѓурени во стилто. Прв пат слушам, зашто се работи во таа книга? За пчелите. За За пчелите. воздухот. Ајде кажи ми сега друго нешто, да те прашам. Кажи ми што е тоа пензија. Пензија е, например, кога имаш 62 години и веќе взимаш пари од државата. Да? Како се иде во пензија? Ти само одлучуваш или кога ќе ги наполниш тие години идеш во пензија? Кој ќе го наполнам сие години да одам во пензија. А вака на помал можеш да отидеш? Не. И што прават најчесто тие што се во пензија? Се обично идат во бања. Се уживаат. Да. Си бил ти некојаш во бања? Да, обично кога одевме во прво делење кај некој таму базен. Ама вие сте иделе во бања, ама не сте биле во пензија. Да. И како зашто ви однеле? За да научиме да пливам без ништо. Се научи сега? Да. Значи за одмор си спремен. Одлично. Како и Ведрена, така и тебе ќе те прашам неколку поговорки. И ти Да. знаеш што се тоа поговорки, така? Да. И да ми кажеш што според тебе би значеле. Кажи ми, без мака нема наука. Што значи според тебе тоа? Со наука нема ништо да научиш. Ако не учиш, ништо нема да знаеш. Да, Така? да. М. Ако учиш и се мачиш, ќе знаеш. Така. Кажи ми друго. Кога двајца се кара, третиот користи. Еве, например, Давид и Кирил се скарале за едно столче кој да седне. И, например, третиот ќе ги раздели и ќе ги смири. И кој ќе седне на крај на столчето? Никој. Или ќе се најдат клупа една? Не си најдат клуб. Ете така. И ќе си седнат и двајцата и тројцата, па ќе соберу уште еден, мислам дека, така? Да. И уште едно да те прашам, кој пее зло не мисли? Што би значило тоа? Како? Кој пее зло не мисли? Ако пееш, ќе немаш зло. Ако не пееш, ќе имаш зло. Така, ти знаеш да си подпевнуваш некоја песна? Да, Имаш некоја омилена? да. Која ти е омилена? Тоа не знам како се вика, ама Да ни ја запееш, сакаш? не, Не? срамни ми се. Зашто се срамеш? Толку убав паметен дечко, од ништо да не се срамеш, добро? Другари и другарчи, се дружавме, се забавувавме и научивме денес нови работи, исто и како претходните епизоди. Затоа ве повикуваме на следна дружба идната недела заедно со Тимота, заедно со Сокогорица и со нашите нови другарчиња кои што едве чекам да ги запознаете. Се гледаме. Чао!